Повеќе од 5000 хектари најплодна земја во Овчеполието и годинава останаа необработени. Наместо од земјоделците жито, на нив природата одгледува трева. Многу значајно е што загубите од тоа земјиште ги трпи и државата, ги трпат и самите граѓани. Загубите ги гледам посебно онаму кај што е систем за наводнување, нели, кај што станува зборот за земјиштето во Лозово и така натаму. Таму загубите се далеку поголеми. Зошто? Затоа што системот дозволува производство на две култури во текот на една реколтна година. Што стана со криминалниот Субрата Рој веќе сите знаеме, но зошто државата потоа земјата не ја додели на оние кои ја бараа за работа? Правен основ за раскинување на договорот со Сахара Груп Македонија се уште нема, гласи краткиот одговор на Министерството за земјоделство, кој е потписник на договорот. Од друга страна, известно пропаднатиот проект е шанса за земјоделците да добијат земја. Треба да се даде на народот што може да работи. Има заинтересирани луѓе, сакат да си платят и да работат. Има млади деца невработени. Има луѓе, машини имат, а така стоја необработена земјиште. Тоа е штета да стоја така. Сега кој ќе го земе? Сега нема кој да го земе. Зашо ќе го земе сега? Не може да го насее нити јачме, нити осадка, нити муморис, нити ништо не може да го насее. Банкротот на Џумајлија и лошиот исход со Субрата сега источниот регион го чинат најмалку 300 невработени и многу загуби. Пшеницата даваше просечни приноси негде околу 3 тони од хектар, јачменот негде околу 3,5 тони, значи внимавајте, говориме за просечни приноси, не за максимални приноси на поодделни парцели кои што може да се јават. Сончогледот даваше негде околу 1,5 до 2 тони, сојата исто така 2 до 2,5 тони. Сето тоа значителна мера може да значи ублажување на дефицитот на Република Македонија кој го има во поглед на обезбедувањето на добитошна храна. Од друга страна, оние кои земјата требаше веќе да ја работат и да донесат 20.000 крави ги нема никаде. Телефонот звонеше напразно. За проектот Субрата или Сахара Груп не сака да зборува ниту градоначалникот на Свети Николе, Зоран Тасев. Споменувањето на темата го прави недостапен. Што мислат за ова од Сдруженијето за земјоделци и некогашните вработени во Џумајлија? Тоа беше втор комбинат у Македонија после Битовски комбинат. И сега така да стоја, тоа е жалост. Еден газ да зема избегал за Бугарија, другиот сега дојде од Индија и тај не опреклатите имало нова крави ги чувал 20.000 крави. Кај се тие крави? Сега косата, кој треба државата треба да го реши, кој треба? Сега секако редот повторно е на државата и подитно земјата да им ја врати на измамените од браќата Даневски и разочараните земјоделци од Субрата Рој. Во спротивно, наместо жито на 5000 хектари ќе се жнее незадоволство.